Почитувани гледате Вести Плюс. Гостин во студиото е заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Димитровски, добре дојдовте во Вести Плюс. За почеток за најактуелната тема во моментов за случувањата во Гостивар сутрињето на водата, обвинителството поведе истрага за директорката и уште 20 раководители од комуналното предпријатие се испумпувала вода со фекалии во градскиот водовод некаде околу 22 дена. Заспале ли институциите, да прашам, и очекувате ли да се најдат вистинските виновници дека конечно ќе се разреши овој случај? Шокантен беше овој случај, на вистина вознемирувачки за сите граѓани. Сите сме корисници на водовод, сите пиеме вода, знаеме колку е тоа значајно за нашето здравје, воопшто за животот. Станува збор за една тотална негрижа и еден класичен дилетантизам на функционерите во градскиот водовод во Гостивар. Но јас тука би посочил неколку работи. Прво, мислам дека е потребна политичка одговорност пар екселанс во првиот момент. Не може градоначалникот да изјавува дека самостојно било предпријатието градски водовод во Гостивар и дека таму треба да се сноси одговорност. Тој ги поставува функционерите и тој треба да сноси политичка одговорност за луѓето кои што не си ја вршат работата, односно очекувате оставка од градоначалникот, да бидеме појасни? Апсолутно очекувам оставка да си поднесе уште веднаш. А потоа да разговараме за другите одговорности, како што се кривичната одговорност и така натаму. Значи, политичката одговорност не станува збор за морална, станува збор за политичка одговорност. Тоа е тој што ги именува функционерите. Тоа прво. Второ, системот очигледно затајува. Гледаме дека ако 22 дена се случува нешто, а вие не реагирате, тоа значи дека инспекциите, дали се градски, дали се државни, инспекторите треба да си ја вршат работата во првиот момент кога ќе видат настан дека имаме пријава на луѓе кои што се затруени. Се разбира во првиот момент тие можеби мислеле дека станува збор за друг тип на труење од храна и така натаму, но кога тоа трае повеќе денови, очигледно е дека имаме голем предизвикувач на таквото труење, така што мислам дека и целокупниот систем покрај ова кривична одговорност што ќе се утврдува на функционерите кои што се директно надлежни функционерите и раководителите во тоа предпријатие. Погледнете, значи имаме тотално незнаење или една негрижа воопшто за луѓето. Ако вие се обидувате притисокот на водата го зголемите со тоа што ќе црпите вода од отворени текови, од Варда или не знам веќе од каде, значи дека нешто вам ви фали. Не можам просто да разберам, не можам просто да си објаснам како може некој да се сети на тој начин во водоводот да доставува вода за пиење. Така што таа кривична одговорност мислам дека треба да биде уште попрецизна. Слушнавме вчера дека станува збор за односно животната средина дека била загадена, но овде е загрозено здравјето на граѓаните. И овде треба сериозна кривична одговорност за која што се пропишани очекувате дека истрагата би се проширила и кон други одговорни во случајов? Мислам дека прво треба да се утврди вистинското кривично дело, загрозување на здравјето. Затоа треба да се најдат и докази, се разбира, од медицински аспект и така натаму. Но треба да се прошири во тој дел и треба да се прошири во делот и на инспекцијата дали си ја завршила работата на време. Димитровски, вие сте член на владата, морам да ве прашам, опозицијата обвинува дека 5 дена се крил случајот и не се изнесували информации во јавноста. Дали е ова точно? Како што објаснија и функционери од владата и министерот за здравство, не станува збор за никакво криење, станува збор за кривична постапка, односно за истрага која се водела и дадена е можност на обвинителството да се искаже. Тоа вчера го направија за неколку дена, онолку колку што можат експресно да ги најдат сите елементи кои што се потребни во истрагата за да се утврди, да се осомничат личностите кои што биле одговорни за тоа и натаму во отворената истрага да се утврдува вистинската кривична одговорност. Јавноста повикуваше и опозицијата повикуваше да се објави од што е загадувањето, меѓутоа дали е обвинителството во случајот во право, бидејќи сомнението од почеток беше на водата и тоа беше горе-долу јасно за сите.
Така што за да се потврди морате да имате конкретни докази и податоци. Не можете да излезете во јавност. Анализите не се објавува, велам, заради да не се наруши истрагата, меѓутоа јавноста беше нетрпелива и ги чекаше резултатите. Се согласувам и треба да се реагира навремено, треба институциите да бидат транспарентни. Значи, јас го поддржувам тој став дека институциите мора да бидат транспарентни за да знаат граѓаните со што се соочуваат. Меѓутоа, веднаш беше потоа издадена забрана за пиење на водата и очигледно и користење воопшто, не само за пиење и за други потреби. Така што беше јасно дека водата е загадувач, но требаше да се утврдат во истрагата сите можни елементи за да може осомничените да одговараат пред законот. Да. Значи, според вас одговорност за секој што се огрешил во случај без оглед. Апсолутно треба широка лепеза на фактички институции кои што се инволвирани во овој дел, затоа што ние треба да го вратиме системот во некоја нормала. Јас се сеќавам пред 20 и нешто години кога, не знам, имаше опасност не да се загади, туку да се сопре водата во Скопје што се пие од изворот Рашче поради некои имотно-правни односи и така натаму, дека тоа беше сериозен потрес, а овде станува збор за загрозување директно на здравјето на граѓаните. Мислам, со ова нема играчка, се станува збор за 3000 и повеќе можеби луѓе кои што ја користеле оваа вода и биле загадени, така што мислам дека треба да се оди до крај и да се расчисти до секое ниво. Да. Очекувате ли конечно судството да почне да испорачува правда, бидејќи сега јас не одам со тоа што кажала власта, што кажале во извештајот на Европската комисија, самите граѓани проценуваат дека нема доволно резултати во борбата со корупцијата, особено во случаи што се високопрофилни и од интерес за јавноста. Сметате ли дека треба нешто по-сериозно да се направи, еден вид на потемелна реформа или конкретно Долго време чекаме тоа да се случи. Имаше некои првични потези во контекст на прилагодување на законодавството кон европското законодавство. Тоа не е доволно. Критиките од Европската унија ги прифаќаме онака како што се, затоа што тоа е фактички, се повторуваат истите фактички критики кои што се уште од пред 2-3 години. Еден цел период имаме слаба доверба во судството, има одредени потези кои што оваа влада ги презема во тој правец, но се уште не се доволни. Ние како Демократски сојуз имаме сериозна иницијатива и сериозен план и тоа ќе го актуализираме во текот на есента за поголема одговорност на судиите. Како да се воспостави таа поголема одговорност со реизбор на секои 7 години. Ние знаеме дека мал дел од судиите и мал дел од обвинителите фактички го контаминираат судството. Мал дел. Токму тоа е потребна... Но за тоа ќе требаат и уставни измени, ако не се лажам. Апсолутно, потребни се уставни измени за реизбор на судиите. Има расположение во влада за ваков чекор? Па ние сме разговарале, дел од нашите предлози се прифаќаат и второ да се утврди исто така она порано која што постоеше кривичната одговорност на судиите за донесените одлуки да стои во уставот, затоа што на крајот на криштата, ако судија не одговара кривично за одлуките што ги носи, тој може да носи и злоупотребени и фактички на некој начин корумпирани одлуки. Но што со забелишките дека е имало политички притисоци? Тоа е веќе синтагма која што се привлекува, можам да кажам 3 децени назад, а еден од факторите за независноста на судството се сметаше финансирањето, па и тоа повторно го има во извештајот. Дали е се до финансирањето? Демократски сојуз е против било какво политичко мешање во судството и против било какво политички пристисоци. Имаше одредени изјави во јавноста и од различни функционери. Факт е, и ние сме критикувале одредени судски одлуки. Тоа не значи дека судските одлуки не може да се коментираат. Јас не само судските одлуки, туку и работата на Уставниот суд имаше нелено и работата на одредени судии. Зошто? Затоа што тие се јавни функционери. На крајот на криштата целата јавност ги коментира. И ако вие гледате дека судиите не испорачуваат правда, не сите, велам неколку судии во високо профилирани случаи, кога станува збор за функционери, кога станува збор за политички, за моќници, бизнис и така натаму. Така слушнавме од први луѓе на судскиот совет дека имало бизнис и политички притисоци. Сега така е. И тука треба да се стави некаква рамка. Тоа не е состојба од сега, таа е состојба што се провлекува 10 на 15, 20 години. Значи долго време се провлекува таа состојба и значи во минатиот период имаше судии и во Уставниот суд и во други судски институции и обвинители кои што се политички поставени и кои што одработуваа за одредени бизнис моќници или политички структури, тие дел од нив се уште се на своите функции и дел од нив
се уште така се однесуваат. И од тие причини велиме, тоа не е политичко мешање во работата на судството, ако политички именуваните судии и како се вика, и обвинители лошо си ја вршат својата работа и одработуваат за своите политички газди. Значи, тоа не е политичко мешање, тоа е едноставно посочување на состојбите такви какви што се и обид за професионализација и независно судство. Да, и попрецизно ве молам, постојано се зборува со години наназад дека има политиката секогаш буквално шепа ставено пред над судството, дека е во прашање доведена на независноста на судството од политиката. Јас се согласувам. Кога може да се повлече таа граница дека има притисок од политиката, а кога стварно го нема? Знаете што, тоа се гледа на високо профилирани случаи. Затоа што ние граѓаните, односно јавноста барем не го гледа тоа, медиумите и новинарите не ги пратат десетиците и илјадниците случаи што на ниско рамниште условно речено се случуваат. Со обичното секојдневие со кој што се случуваат граѓаните. А таму се најголемите болки, затоа што вие кога ќе се судите за една нива или за некаков имотен спор, вам тоа ви причинува најголема штета. А во јавноста ние само ги гледаме високо профилираните случаи. И сега јас сум против тоа да имаме само нормално, треба да се бориме против високата корупција и организираниот криминал. Пред се, затоа што тие најмногу ја нарушуваат правдата, но судиите кои што се корумпирани и обвинителите кои што се корумпирани, најчесто во високо профилираните случаи испорачуваат за одреден политички моќник или бизнис моќник или газда, а истовремено им се дозволува во десетиците и стотиците други случаи на пониско ниво да својата условно речено корупција да си ги задовола своите коруптивни страсти. Да, добро, но слушаме во јавност одредени луѓе од правосудството кога се жалат на одредени притисоци, веројатно се по нешто е точно и дека се уште предстои работа, меѓутоа ние немаме време, ми се чини. Јас се согласувам дека кај одредени политички структури во Македонија и од опозицијата и од власта може би има такви обиди и идеи за да влијаат на судството, но велам судиите се тие што треба да бидат брана. Имаме судски совет, имаме обвинителски совет, сега именувани се личности независни во овие тела, знаеме председателката именуваше некои личности кои што имаат свое докажан кредибилитет, така што тоа не е процес што ќе се случи преку ноќ. Но велам, потребни се темелни уставни измени за утврдување на судиската функција и обвинителската во општеството. Со оглед на времето би сакала за она што е најповеќе во вашиот ресор околу Европската унија, нашиот почеток на преговорите е условен со уставните измени. Минатата недела во само интервју председателката Силјановска кажа дека во септември е моментумот кога Европската унија ќе го соопшти извештајот како ќе продолжи проширувањето и дека тука сега ние треба да преземе одредени чекори што се во корист на нашиот процес на приближување. Реално може ли да се постигне консензус и што е она што всушност можеме да очекуваме од септември, можеби диалог со Бугарија или? Прво, ние сме од самиот почеток за диалог. Видовме дека од бугарска страна постојано топката се префрла дека нема што со нас да разговарате со Брисел. Иако долго време додека нема сигурно мислам нема политичка власт која што е беа технички влади на власт во Бугарија, велеа дека потребен е политички диалог. Така што нам навистина не ни е јасно со кого треба да го водиме политичкиот диалог. На крај се враќа работата дека вие сте виновни самите, нели? Вие треба диалогот да го водите во државата. Но за тоа малку подоцна. До 30 септември Европската унија презеде Европската комисија фактички презеде обврска да излезе на крај по сите овие нон-пейпери што ги издава и и последниот на Словенија, Грција како беше? Последниот е јас бев на тој состанок во Рим на групата пријатели на земјите на Западен Балкан, повеќе земји кои што се од регионот и членки на Европската унија, кои што излегува исто така со еден нон-пейпер, каде што меѓу другото полноправното членство се става како еден од крајните фактички безалтернативните патишта кои што треба да ги изат овие членки, значи да нема никакво второстепено членство, да бидат сите земји според критериумите на Копенхаген фактички рангирани. Но Европската унија треба да излезе со конечен предлог што ќе се случува со проширувањето на Западен Балкан. Дали ќе прифати таа
идеја за постепена интеграција во смисла на тоа што го предложија нели Макрон и Мерц. На кое ниво, како ќе се одвива Дали ќе бидеме втора лига, за нас, што би се рекло, за нас не втора лига, туку постепена интеграција значи да бидете вклучени во одредени фактички политики на Европската Унија, нели институционално да можете да ги следите дебатите иако не сте членка, и второ да можете да користите дел од фондовите во зависност од тоа како ќе затварате поглавја при преговорите. Но за нас велам важи дека ние ќе мора за да ги почнеме преговорите, нели да ги направиме уставните измени. Што се случува? По тоа прашање ние сакаме во овој така наречен алтернативен процес. Тоа не е алтернативен за да бидеме второстепена членка, туку алтернативен за да стигнеме до членство, но постепено да напредуваме. Важно е да ако ги отвараме и затвораме тие поглавја, да не бидат оние билатерални прашања пред се од идентитетски карактер и од историски карактер како пречка наметнати. Гледаме дека 26 земји членки велат дека тоа нема да се случува, но една земја членка вели имаме право на вето по тие прашања. Но велат нема гаранции не дават. Но од Европска Унија велат нема гаранции. Ние велиме гаранциите за што се барат. Ние гаранции не бараме дека ќе станеме земја членка. Апсолутно никој не бара гарантирано членство на Македонија. Која земја може да ви гарантира? Се може да се случи, тоа е факт. Но бараме фер правила на игра во контекст на овие прашања кои немаат врска со копенхагенските критериуми. Велат дека копенхагенските критериуми имаат врска со добрососедството, кое што е исто така на некој начин морате да бидете добри соседи за да станете членка на Европската Унија. Но во добрососедството гледаме дека бугарската страна е таја која што добрососедството е двонасочна улица. Бугарската страна е таја која што испорачува историски барања и барања на кои што не се согласува на реципроцитет во контекст на нели македонците во организациите на македонците во Бугарија. Македонија очекува велам фер правила за начинот на постепено интегрирање во Европската Унија, тоа прво, и очекува конечно механизам, затоа што имаше предлози и од страна на Германија, од страна на некои други земји, да се воспостави механизам во Европската Унија кој што ќе ги исклучи овие радикални билатерални барања. Бидејќи билатерални барања можете да имате. Може тоа да се направи? Има волја таму во Брисел? Во Брисел има волја. Прашање е дали бугарската страна тоа ќе го прифати. Но во тој случај доаѓаме во ситуација дека Бугарија сака да стави вето токму на прашање на историјата и да ја промени нашата историја. Значи, многумина во Брисел нас не убедуваат дека не, ние тоа нема да го дозволиме. Но кои се тие што нема да го дозволат? Нели затоа сакаме или декларација на Советот, или јасен механизам кој што ќе ги исклучи овие прашања. Во последно време се зборува за така наречени домашни гаранции. Гледам и во вашите емисии многу предлози на NGO и така натаму во јавноста. Но зашто ние можеме да донесеме домашни гаранции? За да си го заштитиме сами идентитетот. Како ќе го заштитиме кога се уште во Македонија има луѓе кои велат дека Гоце Делчев бил бугарин? Кога се уште има политички партии и високи политички функционери кои што се спремни да направат отстапки по сите овие прашања кои што се содржани во протоколот. Ние не можеме да се заштитиме од тоа, ниту со закон, уставот не можеме да го промениме со клаузула во уставниот закон дека ќе се вратат уставните измени. Тоа не може да се направи. А со закон, ако го заштитиме идентитетот, тој закон може да се смени со 61 пратеник. Тој е под нивото на уставот и тој закон, било која власт која утре ќе дојде, може да го промени и да рече не, ние ќе правиме идентитетски отстапки. Да. Добро, тогаш... Од тие причини сметам дека најдобро е нашата идеја, интенција е да добиеме од бугарска страна на вистина подадена рака и добра волја. Ако се случи тоа, Димитровски, ја прашувам дали тоа значи дека тогаш би можеле да ги спроведеме уставните измени. Минатата недела слушнавме Марта Кос повторно го даде како услов тоа да се спроведат уставните измени. Апсолутно нам е јасно дека таа обврска што ја презела минатата влада, иако малку неразумно ја презела во контекст на тоа дека таа е за почеток на преговорите. Значи, таа е само за почеток на преговорите. Не само што нема гаранција, туку има гаранција од бугарска страна дека ќе добиеме вето ако не ги спроведеме овие другите барања кои што се дел од протоколите. Значи, одменување на споменици, учебници и така натаму. Дека бугарите велат не морате се да спроведете. Значи, ние треба како да ви кажам,
гаранција не може никој да ви даде на писмена во таа смисла дека вие ќе станете членка на Европската унија без да спроведете копенхагенските критериуми. Но во контекст на фер правилата на игра, во контекст на такви прашања кои што го фактички го нарушуваат и единството на Европската унија и незината визија да се прошири на Западен Балкан. Веќе стана јасно после наша и 2-годишна дипломатска борба насекаде во Брисел дека тоа што го има намера да го направи Бугарија е неразумно, но сега е поентата како да се изнајде механизмот за да се спречат тие билатерални барања од историски карактер. Значи, практично можеме да очекуваме позитивен исчекор во тој правец веќе во септември, октомври. Јас се надевам, се разбира, ништо не може, морам да бидам оптимист во контекст на нашата надворешна политика, затоа што таа на крајот ќе даде резултати. Дека не може таква една атавистичка политика од 19-тиот век да се проектира во иднината на Европската унија. И затоа стануваат свесни насекаде, но нас ќе мора да ни бидат фактички јасно дека уставните измени ќе бидат навистина последна сериозна пречка кон нашето евроинтегрирање. Ви благодарам, Димитровски. Тоа беше заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија. Почитувани, гледавте Вести Плюс. Пријатно.